Исклучување на радиаторите во училниците нема да има. Обезбедени се доволно количини енергенси и грејната сезона во училиштата, градинките и другите институции кои се под ингеренција на локалната самоуправа може да почне. Штипскиот градоначалник го најави почетокот на новата грејна сезона, за која се стравува дека во целост ќе ги испразни општинските, но и семејните буџети. За да се обезбедат доволно средства за затоплување и осветлување, ставките за непродуктивни трошоци целосно се замрзнати. Нема да има промена во временскиот период на затоплување во овие институции, туку практично со намалувањето на другите непродуктивни трошоци обезбедивме доволно средства за набавка на енергенсите и нафта за затоплување на овие институции кои што се под локална самоуправа. Позитивен сигнал во целата оваа ситуација е тоа што и училиштата, но и јавните предпријатија се предвидува да бидат ставени на регулиран пазар, односно да не користат индустријска струја. Ова не значи дека ќе се намалат сметките, туку ќе може да се планират пред време, објаснува Јорданов. Доброто е тоа што јавното комунално предпријатие од следниот месец ќе потпадне на регулиран пазар на електрична енергија, па ќе можеме да ги предвидиме трошоците за електрична енергија и да можеме да го предвидиме трошокот и средствата кои што општина Штип ќе ги префарла како субвенција на јавното предпријатие за да истото остане во функција и да биде сервис на граѓаните. Огромни се трошоците кои што ги даваме за покривање на оврските од минатото, за плаќање на камати од минатото, но и за електрична енергија. Училиштата и јавните предпријатија се стават на регулиран пазар. Е барање кое градоначалниците откако почна кризата неколку пати го упатија до власта. Високите сметки за електрична енергија во некои комунални предпријатија достигнаа двоцифрени милионски суми и го проголтаа целиот месечен приход.